Благодарам. Со овој амандман се бараат средства за изградба и реконструкција на водовод на високите делови на Трнодол, Жданец и Нерези на територија на општина Карпош. Благодарам. Благодарам, колега Пренџов. Го молам представникот од владата да се произнесе по амандманот. Благодарам, председателе. Амандманот не се прифаќа. Општините за финансирање на своите капитални инфраструктурни инвестиции може да обезбедат поволни финансиски средства преку вториот проект за подобрување на општински услуги МСИП. Проект финансиран со заем на Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, во износ од 25 милиони евра. Проектот овозможува финансирање на капитални општински проекти од типот на водоснабдување, канализација и одведување на отпадни води, енергетска ефикасност, локална патна инфраструктура, комунални услуги, како и други општински услуги и надлежности. Исто така, доколку проектот е приоритет на општината, истата може да подготви проект и да аплицира за средствата наменети за регионален развој преку програмата за рамномерен регионален развој, за која во предлог измените и дополнувањата на буџетот за 2022 година планирани се средства во вкупен износ од 748 милиони денари. Министерството за животна средина и просторно планирање секоја година во рамки на основниот буџет на сметката 631-10 под програма C1 предлага програма за инвестирање во животна средина која усвоила владата на Република Северна Македонија, а на основа на која Министерството за животна средина објавува јавен конкурс на кој може општините да аплицираат за своите проекти. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Отварам расправа по амандманот. Збор бара пратеникот Љупчо Пренџов. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, господин заменик министер, од она кое што ми го прочитавте, можам да се уверам дека навистина сте многу кратко време во владата и дека очигледно не ги знаете состојбите, а уште помалку сте запознати со што јас барам. Смешно е да некој кој што бара 130 милиони денари да го упатите на рамномерен регионален развој. Таму се измеѓу 7 и 11 милиони евра, во зависност од владата и годината, и тие се за цела Македонија за 80 општини. И ако 70 општини можат да потрошат вкупно 7-8 милиони евра или 10, верувате дека една не може да добие 3. Второ, преку тоа што ви го даде да го прочитате, ќе видите дека тука и градот, не се само општините. Трето, животна средина, такви фондови нема. Со оглед на фактот дека барам за Карпош, и ако ги видите средствата кои што ги дава животна средина последниве 6-7-8 години, ќе видите дека тие се даваат строго наменски, партиски, политички и етнички. Во поглед на кредитите, ние знаеме дека можеме да земеме кредит, ама ние не сме како вас. Има долги процедури. Второ, не може државата да се грижи само за партиската војска, не да си надуи, а да, кога ќе треба што се направи вода и канализација, некаде што е поголем проект, да викате видите, земете си кредит. Зашо постои државата? Не сакам да одолговлекувам дискусијата за амандманите и не ми е целта да ви убедувам овдека како парламентарно мнозинство, како влада. Само ќе ви кажам дека пети пат носиме ребаланс или буџет во текот на овој пратенички мандат, од кога сум јас пратеник. 5 пати го барам истиот амандман, 5 пат ми ова, и 5 пат немате слух и ме одбивате. Имате пратеници од Карпош, премиерот ви од Карпош, вице-премиерот ви од Карпош, пола вода ви од Карпош, вие сте од Карпош. И за разлика од пратениците кои што одат, преку ова можеме да видиме дека премиерот никогаш не бил на избори, да бил на избори ќе го дела тоа ветување таму и сега ќе морало да го. И тоа е тоа што го зборуваме ние, дека имате легалитет, немате легитимитет. Едноставно премиерот иако е од Карпош никаде не го ветил ова, не одел на терен, со никого не се поздравил 2020 година кога имало парламентарни избори и сега нормално ќе ви пише соопштение, види со кредит, види регионален развој. Не. Работата е да се помогне. Знаете дека и јавните предпријатија и општините се до гушаво долгови. Знаете дека иако 51%, 50% од долговите кои што беа од претходните градоначалници до 2017 година, иако ги исчистивте, ги преполовите долговите, овие таленти кои што ви беа изминативе 4 години,
ги вратија и ги зголемија долговите кои што претходно им ги чистивте и човечки ја побарав помошта од државата. 5 пати ја барам, само ќе ви порачам дека не е во ред да во овие 2 години да потрошите повеќе од 8 милиарди евра, 8 милиарди за 2 години потрешени, а да не може 122 милиони евра, по 500 евра да дававте годишно, сега ќе им го решавме проблемот на тие граѓани, но добро е да се знае и добро е да јавноста види зашто и како се трошат државните буџети. Благодарам. Благодарам колега Пренчов. За реплика се јави пратеникот Диме Велковски. Много кратко.